Сиромаштијата е главен проблем за насилството и проблемите со кои се соочуваат младите. Се повеќе деца живеат во семејства на рабна екзистенција и во субстандардни услови. Голем дел од нив не одат на училиште и се чувствуваат дискриминирани. Расте бројот на деца кои страдаат и од бракоразводните постапки. Во битката за гола екзистенција најмногу страдаат најмладите. Расте бројот на сиромашни семејства кои на децата не можат да им обезбедат ниту основни услови за нормален живот. Во стара и скината облека, без пари и училишен прибор, се срамат да се појават меѓу своите соученици од подобро ситуираните семејства. Не дека децата се не вклучени во образование, не дека од училиште ќе ги вратат доколку не се соодветно облечени. Тоа не се случило да ги вратат. Од тие за кои што ние имаме дојави, децата кои што ние од нашиот дневен центар сме ги вклучиле. Меѓутоа го актуализираме прашањето на личното чувство на детето кога ќе отиде во таква средина каде што има која што е спротивна со неговата реална слика и треба да се земе во обзир тоа мислење, затоа можеби бегаат од училишта, затоа можеби родителите нивни, иако сакаат, сметаат дека на нивното дете местото не е на училиште. Сиромаштијата е на врвот и во однос на причините за бракоразводни постапки. Под еден кров живеат и по неколку генерации кои често се во меѓусебен конфликт. И во овој случај најголема штета трпат децата како сведоци на раздорот во семејствата. Кога родителите се разведуваат, болно е за детето најмногу, затоа што тоа треба да припадне кај еден од родителите со право на старателство, а другиот да биде со право на видување. Ние како детска амбасада се залагаме да старателството биде подеднакво кај двата родители, независно кој ќе има право на старателство и кој ќе има право на видување, значи грижата за правилниот раст и развој на детето да биде подеднакво на двата родители, тоа да биде квалитетно остварувано, а постапките при бракоразводна постапка да траат брзо. Алармантни се податоците и за менталното здравје на децата, велат од меѓаши, повикувајќи се на повиците на SOS телефонот за деца и млади. Се поголем број родители бараат помош за нивните деца кои агресивно се однесуваат, а често имаат и самоубиствени идеи, алармираат од детската амбасада. Општеството и понатаму молчи за нивното ментално здравје, а психијатарот и психологот се уште се третираат како табу во земјата.